На влезот во Штип ќе се постави нова постојка, во периодот кој следи ќе се реконструираат и нови постојки ќе се постават на сите локации каде се стари или недостасуваат. Директорот на јавното претпријатие Стипион Панче Стефановски посочи дека се работи со подобрување на временските услови и на овие активности со што Штип ќе добие модерни екосмарт постојки кои ќе може да ги користат граѓаните. Овој дел има најава во следниот период да се засиле сега кога временските услови се подобруваат, да се засиле реконструкцијата на постоечките постојки и да се постават нови на месата кај што не достигат. За жал мора да кажам дека имавме еден проект пред финална реализација што ни се сопре моментално поради замрзнатите средства на USAID, значи имавме проект за реализација на 6 нови модерни екосмарт постојки по примерот на тие што ги поставиме изминатата година. Требаше да се постават на повеќе позиции на 6 позиции конкретно во градот требаше да се постават нови екосмарт постојки. Меѓутоа поради политиката со фондациите моментално што се случува, одложен е проектот на неодредено време. Така да ќе мораме со сопствени средства да се потрудиме да ги реализираме овие позиции. Смарт постојки веќе се поставени на неколку места во градот. Истите имаат интернет, полначи за мобилен телефон, како и соодветни информации за возниот ред во градот. Стефановски вели дека се користат од страна на граѓаните. Ние имаме позитивна реакција од граѓаните. Сите постојки имаат смарт полначи за телефони, имаат интернет, имаат информации за возните редови, така да верувам дека на граѓаните им се од полза овие постојки и овие информации кои што ги има на нив. Во меѓувреме стои апел од граѓаните да бидат совесни да не го уништуваат оно што се поставува, со цел да може да се користи подолг временски период. Стефановски истакна дека очекуваат со поставувањето на видеонадзори камери на повеќе локации во Штип да се спречат девијантните појави, уништувањето на урбаната опрема и поставените содржини.